Законот е веќе на ЕНР, така што сите заклучоци очекуваме да бидат во насока на унапредување на текстот на законот кој што работната група при Министерството за правда го изработи. Препораките на оценската мисија се земени во предвид и денеска еве тука сме да расправаме за тоа дали ваквиот предлог текст ќе ги надмине сите оние предизвици со кои што се соочи судскиот совет изминатата година. Клучен закон е, бидејќи ги уредува во детали сега подетално уредена постапката за избор, за разрешување на членови на судски совет, за избор, разрешување на судии, дисциплинска нивна одговорност, следење на нивната работа. Законот за судскиот совет е еден од законите на реформската агенда која треба да биде исполнета, реализирана во еден пократок период. Значи, предвидено е во таа реформска агенда законот да биде усвоен до јуни оваа година, а покрај тоа само да подсетам дека таа реформска агенда опфаќа еден пакет на други закони кои треба да бидат подготвени и пуштени во јавна дебата и дефинирање на одделни нови решенија. Да споменам дека тие препораки содржат и други опфаќаат и други подрачја, како што е, да речеме, прашањето на уставни измени, односно статусот, положбата, функциите на судскиот совет, што сега во оваа фаза не е опфатено со активностите и на Министерството за правда и не е предмет на поширока дебата, но